исклучив ова е својата нова феноменологија во Македонија. Сега сите почнаме да кукаме, немаме работна сила. Овде во овој момент да собереме има најмалку 1500 млади луѓе кои се способни. Ги научивме на лешперење или се уште немаме филозофија како да ги приспособиме за новите работни места и новите предизвици. Родителите велат учи сине за да не бидеш работник или учи за да работиш нешто што е лесно за тебе, во јавна администрација, било каде некаде кај што не треба да се потиш, да се зноиш и затоа доведовме состојбата вака, каде што навистина нема работна сила кои се спремни да работат за такви плати. И уште помалку не можеме да најдеме да бидат и продуктивни за таквите ниски плати. Именно тоа што вели дека јас можам толку малку да работам, што вие не можете толку малку да ме платите. Ама има и еден друг парадокс. Значи, сите овие што се одселуваат, да речем, освен високо квалификуваната работна сила, спремни се да работат во едни прилично остри пазарни услови. На тоа. И многумина велат, ако можам да работам таму, дали не можам тука да работам? Прашањето е дали нашиве па знаат да продуцираат работни места и производи за тоа. Додека пред 10 години компаниите бара најголем пристап до изворите за финансирање. Се што да им помогнеш, да им кажеш ќе поддржуваме капацитети ваши, ќе ве поддржуваме консултантски едно друго, сите бра не ни треба ни памет, не ни треба ни ова, ни треба пристап до пари. Сега, верувај, пред 3 месеци имав јас една конференција во универзитетот каде што 90% од предприемачите, од стопанствениците, никој не спомна пари. Беа овие фондот за иновации да презентираат. Банките се полни како апсолутно. Прв пат не бараат пристап до пари, бараат кадрови, значи нема потенцијал и кадар соодветно да работи. И тука е и образовниот систем генерално, значи на некој начин и тие вредности што ние ги создаваме се асиметрични на пазарот на трудот и таа асиметрија мора да ја препознаваме, дека буквално пазарот на трудот бара нешто, ние му пружиме нешто друго. Како ви делува забелешката на германските компании дека нула владата прави за економија? Уште ли ќе живееме под превезот дека најважна ни е преспа и меѓународната позиција? Тоа беа предуслови важни во секој случај и помина сето тоа. Сега ние треба да ги почнеме да ги вкусиме бенефитите од тоа. Значи, јас знам дека запушени се каналите на трансмисија на ефектите. Нешто што треба да се пренесува. Значи, policy makers, тие што ги создават политиките, тие што генерираат извори за финансирање и така, треба да едноставно признават дека како ќе се пренесува ова во услови кога имаме запушени канали на институциите. Значи, не мислам тука само на ресурси, но преди се човекови ресурси. Ние не можеме на некој начин тие да ги пренесуваме во реалниот сектор. Значи, изгубено реалноста. Поместување е реалноста од policy makers до тие што ги применуваат тие политики. Е огромна дистанца создадена. Во предпоставките дека само што не почнал економскиот бум во Македонија пред предизвиците НАТО да дојде, еве доста со преспа, сега почињаме градежна оператива, ние сме април, уште нема ни дел од големата градежна офанзива. Ние тек ќе се суочиме со огромен недостиг на, да речам, не толку софистицирано едуцирана работна сила, туку со техничка работна сила, со тие што знаат практично и да работат. Да работат и на земјоделие, да работат и во угостителство, да работат елементарно. Значи, тие средните skills based, значи вештински based на професии. Ние тек се суочиме, jer тоа ќе ни привлече се Германија. На нив им е потребно негде 600.000 работници секоја година нова работна сила и сите тоа не високо квалификовани, туку точно средно квалификовани со вештини. Се им треба 20.000 машиновоđици, само тоа. Можете да замислите што тоа значи. Да ние и така немаме машиновоđачи, па ако уште овие што останале, ќе ги привлечат и тие, ќе остане. Академик, тоа е тоа што вие како истражувач би сугерирали на владата да ги отчепи самодоволноста и самоветувањата.
Значи да не се движиме многу високо во тие креирање на такви комплицирани политики кои на некој начин не му помагат на реалниот сектор и дневно не му помагат. Значи вие ако одите денеска ќе видите се жалат немаат послужувачи, немаат конобари по кафаните. А да не збориме дека цело земјоделие ни е пусто, не е посеано, па не може да ги натераме да посеат сите со житица, па може да и посеат дрва, да извезуваме дрво. Многу нешта кои треба реално да се види. Што е тоа каде Македонија може да прави во тој дел? Иновации велиме цело време. Да, какви иновации? Во кој дел? Нашите поединци што заминуваат во светот покажуваат огромна успешност, ама знаете што велат? Да, ама нам ни треба 2 години да го просечиме знаењето до тој стандард кој што го бара Германија. Значи, тоа што ние ги спремиме, се далеку од просекот на тоа на знање што им треба во Западот. Значи, тие завршуваат факултет овде, им требаат 1 година, 2, да го достигнуваат просечното ниво за имплементирање на тоа знаење.